Добри дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Во оваа епизода сакам да направам една корелација, една врска со вежбањето и со учењето на јазик и каква врска има вежбањето со учење на некој јазик, усовршување на некој јазик, и ги изгледаат вака, кога ги наблюдуваш, изгледаат сосема различни работи. Но јас сум личност која сака такви различни работи да ги спои во едно, да најде заеднички работи и од едната работа и од другата, и така некако да направи свој микс, склоп на околности и некоја своја дефиниција за работите, како функционираат, како постојат во светот и што всушност ги представуваат. Тоа не мора да значи за никого нешто посебно, бидејќи мене ми има смисла и јас така го и гледам на тоа. Пред да започнам со мојата епизода, каква врска има вежбањето со учењето на јазик, сакам да направам една споредба, сакам да кажем една споредба која имам направена, бидејќи јас ја многу сакам математиката и сум можеби една од ретките која тоа така го говори. Имам повеќе запознано луѓе кои не ја сакаат математиката отколку ја сакаат. И јас некако работите во животот ги гледам кроз таа математика. Кроз ги гледам низ знакот за еднакво. И тоа баш го забележав, мислам одамна го имам тоа забележано, туку и мојата пријателка пред некој ден ми кажа: да, постојат такви луѓе каде што сите работи кои што ги прават, ги гледат на тој начин, кроз математиката и низ знакот еднакво, односно едната страна да представува противтежа на другата страна, и така во животот функционираат, и така ги поставуваат работите, и така ги поставуваат целите. И тогаш и јас разберав дека можеби на тој начин така функционира. Па на некој начин и ова го имам преведено вежбањето со учењето на јазик како една споредба, како еден начин тоа да се каже. Но, ајде да се вратиме на вежбањето. Така, вежбање во теретана или дома. Сите сме пробале да вежбаме и да работиме тренинзи. Мислам, на тренинг се оди уште кога не си возрастен, туку како дете, кога тренираш некој спорт, кошарка, пливање, танцување, карате, не знам, така некои спортови. И децата некако се, можам да заклучам, децата се некако поистрајни од нас возрастните. Кога се работи за истрајување на некои работи и усовршување на вештини. Туку имам сретнато многу луѓе кои за новата година ќе направат, ќе донесат одлука, така повеќе може да се каже, дека ќе почнат да вежбаат. И после првиот тренинг се уморни и пак ги болат мускулите и понатаму не одат на вториот тренинг. Тоа е тоа што се случи, тоа е тоа што беше. Кој сега ќе оди уште на втор тренинг да се замори повеќе, да го болат мускулите. Но има и луѓе кои одат на 3 тренинга. И после следната недела се откажуваат. Ќе им излезат, например, некои нови работи, некои нови обврски во календарот или пак нешто неочекувано ќе се случи и го одлагаат тренингот. И така едноставно таа втора недела ќе помине. Третата недела веќе ни не мислат да одат на тренинг. Што се случува понатаму? Четвртата недела веќе заборавиле дека донеле одлука на почетокот на месецот дека сега баш озбилно ќе тренираат и дека нема да ги спречи ништо во нивната намера. Но тука не е само одлуката за истрајност, туку е што и она на вистина сакаме да направиме. Мислам, и вежбањето не е некоја вештина која по мене, јас лично сметам, не мора да значи дека и ти така размислуваш,
и било која вештина да ја совршуваме, дали која е нашата цел, која е нашата мотивација, дали да ги одушевиме другите луѓе или ние сами си да си помогнеме себе си. Дали за тоа што ќе очекуваме поддршка од луѓето околу нас или нема да очекуваме поддршка, односно дали таа поддршка ќе има врска со нашето одење на тренинг или не. Тоа е оно што треба да се запрашаме и да видиме колку тоа влијае на сите други одлуки, на сите други активности кои ги работиме во текот на денот. Но сакам да кажам дека постојат и трета категорија на луѓе. Тоа се многу ретка категорија, можеби 5% од сите луѓе на планетава, но сега кога ќе размислам, дори 5% ми некако изгледа како голем процент, можеби се работи за помалку. Тие се луѓето кои одат на тренинг и првата, и втората, и третата, и четвртата недела, и вториот, и третиот месец, и не прават голема брева околу тоа. Ке се случи да пропуштат еден тренинг, но не прават голема врева од тоа и продолжуваат следниот тренинг, нити се кинат себе си. Зошто го пропуштив овој тренинг? Требаше да одам. Сега се ќе пропадне што не одев. И нивните резултати можеби не се видливи првиот месец, но се видливи вториот месец. И не затоа што имаат тренирано многу силни тренинзи, можеби воопшто не дигаат некои килограми тешки или не прават некои кардио силни вежби, току затоа што се постојани во својата одлука да вежбаат и да редовно одат на тренинзи. Тоа е разликата. Сега, да се вратам на мојата тема. Каква врска тоа има со македонскиот јазик? Бидејќи јас сакам така работите да ги поврзувам од една работа во друга и да направам моја корелација, моја дефиниција. Тука со македонскиот јазик сакам да кажам дека ова може да се однесува и на било која вештина и на било која одлука која можеш да ја донесеш во твојот живот. Често среќавам ученици кои ми велат дека има донесена одлука еве денеска ќе почнат да го усавршуваат македонскиот јазик и посветено ќе работат на тоа. И втората недела веќе се откажуваат. Точно ги знам зборовите кои се во првата недела и во втората веќе нема да се појават. И тоа не го сметам тоа како нешто лично, туку тоа е нивна одлука. Тие одлучиле дека веќе не сакаат да работат на својата голема цел. Но јас повеќе ги сакам и ги почитувам, да кажем ги почитувам, тоа е всушност и вистинскиот збор, учениците кои се доследни во одлуката. Бидејќи тие не се гласни, нити пак често повторуваат, дека сега ќе се посветат на тоа да зборуваат македонски, да го совршуваат своето зборување на македонскиот јазик, не го повторуваат тоа секој час, еве јас сега дојдов, туку редовно доаѓаат на часовите. Часовите, сесиите, предавањата и редовно ги работат задачите. И она е што тоа е разликата всушност од првата група и до втората, што доаѓаат тука, се редовни, се присутни и всушност се види нивната разлика во посветеноста. Бидејќи промената во врска со зборувањето на македонскиот јазик е видлива веќе првиот месец. И слободно можам да кажам не затоа што се талент за зборување на македонскиот јазик, туку затоа што се постојани во одлуката. Не постојат таленти за јазици, тоа го има веќе зборувано во некоја друга претходна епизода и не сакам сега тоа да го повторувам. Туку сакам повеќе да зборувам за она вистинско одлучување, посветување на подобро зборување на македонскиот јазик. Тоа се луѓето кои се одлучни во својата намера убаво да го зборуваат македонскиот јазик. Ете тука, ќе завршам со ова подкаст епизода, доколку сакаш
и ти да го зборуваш македонскиот јазик подобро, можеш да се јавиш во описот на линкот да кликнеш кој се наоѓа во описот на оваа епизода, или пак да ми пишеш мејл на mariamalinovic92@gmail.com и тука на тоа место тука ќе ти одговорам во врска со твојата пријава за програмот Зборувај македонски. Те поздравувам до следното слушање.